Кроењето на цените на регулаторната комисија за енергетика го сака само за себе. Од владата ќе бара на општините да им се укинат ингеренциите во делот на утврдување на цената на водата. Досега, регулаторна на општините им даваше предлог на минимална и максимална цена на водата, а општинските совети донесуваа конечна одлука за тоа колку граѓаните ќе плаќаат. Наместо тоа, регулаторна сега бара цената на водата да ја формира исклучително таа. Целта за оваа иницијатива е водоводните предпријатија да работат поефикасно, да ги намалуваат натрупаните долгови, а на тој начин на подолг рок ќе се овозможи да се намали цената за потрошувачите. Дополнително, да се очекуваат и инвестиции во водоводната инфраструктура, која е веќе дотраена. Е образложението на регулаторна. Досега, општините главно ја бираа најниската цена на водата што ја нудеше регулаторна. Во укинувањето на оваа можност, сега граѓаните препознаваат обид за драстично зголемување на сметките за вода. Видите, на два пати сметнаа на по 5%, 10%, сега зависно, они ако сакат можат и 15% да качат наднаш. Дими се покачи и водата така покачат. Шо? Се е покачено, шо не е покачено? Тоа што се намислили ќе направат они, тоа без да ме питувате, 100%. И сега е скапа, што ќе прават натака, ама прават ги работите што си сакат они. Така да народу не го слушат. Моje мислење е дека треба да се размисли о тоа. Што за барањето на регулаторна мислат пак општините? Управниот одбор на ЗЕЛС ќе разговара на оваа тема кога ќе дојде точката на дневен ред до управниот одбор. Ќе дискутираме и ќе заземеме став по ова прашање. Најважно од се е дека регулаторната комисија пред се ги има најточните и прецизни информации генерално на територијата на целата држава, каква е состојбата со цената на водата во секоја општина. Најважно е да ги заштитиме интересите на граѓаните, во што сум убеден и не се сомневам, но и да не дозволиме да јавните предпријатија одат во некакви полоши состојби, туку да работат рентабилно и да видат пример како треба да функционира едно јавно предпријатие. Од регулаторна убедуваа дека евентуалното покачување нема да биде поголемо од 10 до 20 денари на месечно ниво или околу 240 денари на годишно. Сепак, дали навистина ќе биде така, е прашање за дилема.